59-то издание на најзначајниот театарски фестивал. Покрај се, културата и театарот се уште имаат важно место во животот на граѓаните на Прилеп. Бројната публика што вечерва е тука за отворањето на фестивалот говори за интересот на прилепчани и љубовта кон театарот. Како лично вие го доживувате театарскиот фестивал? Лично јас театарскиот фестивал го доживувам како настан на годината и сум многу среќна што ќе присуствувам. Имате ли посебно представа заради која сакате да бидете? Па се разбира оваа представа, бидејќи нели ја знаеме и актерската екипа, се работи за 12 великани, но и сите останати. Големо задоволство и кеф сакам да кажам дека организацијата би требало да е на големо ниво. Фестивалот би требало да почне како што треба. Без разлика на временските услови, пред малку немаше струја за да се одржи нештото. Дај Боже да е се во ред, да се одиграат сите представи како што треба и да се зголеми и капацитетот на представите кои би требало да се играат на овој фестивал Војдан Чернодински, бидејќи оваа сала во Марко Цепеков мислам дека нема доволен капацитет за да го направи комплетен овој театар, тоест фестивал Војдан Чернодрински. Мислам дека потребна ни е уште една зграда, колку е можно побрзо за да се случи нештото, за да биде комплетен овој Војдан Чернодрински како фестивал. Во однос на фестивалот, а во однос на театарот мислам дека е срамота до сега што воопшто никој не се загрижи за прилепскиот ансамбл, прилепскиот театар и дека конечно треба некој да размисли дека треба во Прилеп да се обнови или да се направи нов театар. Што значи за младите театарот Војдан, односно театарскиот фестивал Војдан Чернодрински и колку младите се заинтересирани и за театарот, ама и за овој фестивал? Па со денешната бројка и со ова годинешната бројка на волонтери можам да кажам дека младите се доста заинтересирани за театарските игри оваа година. Сме околу 60 на волонтери кои што активно ќе работиме во текот на овој фестивал. Овај културен настан значи многу за нашиот град и треба да го цениме и да го држуваме и за идните генерации. Колку младите инаку мимо фестивалот доаѓаат и одат во театар, општо за твојата генерација? Па за мојата генерација можам да кажам дека сме многу малку, за жал. Треба дефинитивно повеќе да се промовира театарот со цел деца на моја возраст повеќе да знаат за него, да се образуваат и да одат исто така на театарските представи. Што ти недостасува тебе на театар? Уште повеќе представи. И прво ќе кажам дека за мене овој фестивал е пред се празник и вреднување на театарската уметност и влогот во театарската уметност на театарските уметници. Како дел од културниот идентитет на Македонија и од таа причина секако дека и оваа награда за животно дело ми значи дека сум оставила некаква трага и печат врз културната театарска уметност, која е дел од културниот идентитет на Македонија. Деновиве сите ме прашуваат, но за мене секоја роља, секој лик бил предизвик од почеток, затоа што се случува во различно време, во различна состојба на актерот, на човекот актер, така да во одредени периоди сум имала еден лик кој што ми бил поблизок, друг пат сум имала друг, и тоа е убавината на нашата професија, постојано е нов и нов предизвик. Не сум сигурна дека го има заслуженото место, тргнувајќи од перцепцијата на младите актери, на новите млади генерации кои што лутаат барајќи го своето место во театарскиот свет, во театарските институции, па дури во тие независни проекти, но сметам дека низ годиниве имало многу превирање и во вреднувањето на
театарската уметност, така да тие оставиле траги некакви на полошо. Сакам да кажам и мислам дека малку само треба да се подсетиме на тоа дека таа вредност е исклучително важна. Она што се случува во театарот и театарската уметност, пак ќе повторам, како дел од културата и идентитетот на Македонија. Што им порачувам? Професијата актер не е само личен избор на професија, не е само лична потреба за екзистенција. Тоа е едно блиско чувство до предизвикот да се создава и да се твори и единствено можам да и порачам она што секогаш и за себе сум го велела во низ годините наназад. Она што не убило, не прави посилни да издржат во желбата за создавање и креирање на нови театарски моменти. Да, секогаш и одново и одново. И овој пат и едно што некако ова награда за животно дело ми наликува на некој крај. Јас го толкувам како крај на некоја етапа, што завршила со работниот век во институција, со пензионирање, но јас еднаш актер, за секогаш актер. Додека е здрав и жив човек, не може да се раздели од она што го определило и неговиот живот. Изгледа треба да се дочека некоја деценија, да не речам 8, па за да го добиете сето тоа. Но јас сум заслужна за многуте генерации што Снежка ги изразна, може би вашите деца, па што вели Гоце, може би 3 генерации деца веќе сме израснале и родителите. Така што не случајно и на пат кога ќе ме сретнат честитките, да, гласот вика ви го препознавам, вие сте таа, вие сте она. И јас мислам дека се чувствам горда, но без аплаузот на публиката, веројатно не ќе бев она што сум денеска. Може би тие ме хранеле премногу, за да можам да опстојам на сцената меѓу сите тие нови генерации. И едноставно се чувствувам дека сум мост меѓу велемајсторите во Македонскиот народен театар, Мери Бошкова, Љупка Џундева, Ќостаров, еден куп Цветанка Јакимовска, да не заборавам, еден куп актери, кои што така Анча Џамбазова, мојата соседка, моја пријателка, моја другарка, едноставно тие ми дадоа храброст да одам и натаму. Морам да кажам дека веста за мене беше изненадување. Не сум очекувала веројатно такво нешто, бидејќи сум заборавила на наградите. Повеќе мислам на следниот проект, на следните актери, што е тоа ново што ќе го режирам, што е тоа што ќе го правам, бидејќи нели дипломирав и режија во Софија. И затоа сега како некое ново чувство кое првпат као го доживувам, а не ми е првпат. Во домот веќе по трет пат реално кажано. Ама штом штиците ги допрам, значи постојам и затоа ја добивам и наградата. И едноставно баш онака сум радосна, како да ви кажам, горда. Сите велат што совети даваш Снежка, а јас кажувам, јас не го слушав советот ни на мојот татко, што значи секој прави она што сака. Снежка сакаше и едно, и друго, и трето, тато сакаше право, Снежка отиде криво на факултетот за драмски уметности, па потоа ајде пак во радио, не во радио, во театар, не во театар на академија,
и веројатно тоа е најмногу што сакаш, да си на сцена. Да ги видиш, да ја видиш публиката, да го чуеш аплаузот и да тераш напред. Улогата на актерот е да го промовира и македонскиот јазик. Колку современите актери го прават тоа? Прво ќе кажам, сервисите телевизиски и официјалните представници на државата не го користат и не го употребуваат точно македонскиот литературен стандарден јазик. Снежка израсна со Блаже Конески, Благоја Корубин, Илија Милчин, кој што рекоа Снежка, чувај го својот јазик и пренесувај ги советите на сите околу тебе. И ден денес може би сум здодевна меѓу своите колеги кога ќе им кажам не е така, ами е вака, а кога ќе чујам број 300, значи и 200 на телевизијата е нормално. Мислам дека за мене се превртуваат цревата кај мене. Остана ли актерска улога која не е остварена? Знаеш, Снежка имаше среќа што е во Крцка, малечка, и едноставно започна со деца. Играше дете, момче, девојка, девојче, па невеста, па не знам кралица, па слугинка, па дворјанка, па мајка и еве ме баба. И во животот и на сцената сега сум играм баба. Значи, мојата височина беше предност можеби и изигра се. Мене ми е криво што младава генерација можеби нема да изигра некои класични драмски дела, како што ние бевме навикнати да играме, и така беше и нормиран нашиот театар, ами едноставно се сведува на стендбај. Така викам, стендбај. Како и сите други награди, мислам, али у секој случај сум многу среќен и радосен. Јас пред да добиам ова награда, 80-та година, во една шега реков дека јас кога добив наградата Прилеп на Војна Цервина за најдобра машка улога во Солунски патарли, 1980 година Чернодарински уште беше жив. Така да пред 45 години јас бев тука лауреат и сега што се вика на акшон, што викаат турците на затворање на пазар, би ја додели, али никогаш не е досна. Во секој случај сум многу среќен и задоволен, радосен, се разбира, признание, значи тоа е резултат на тоа што сум го правил до сега, на општо задоволство, мој и на публика, се разбира. Еве си го носам и ова знакчето дека имам и орден додаден од председателот за заслуги за Република Северна Македонија. Така да наградите се многу убава работа. Тоа е доказ и како се вика признание дека тоа што го работиш успешно и се верифицира на известен начин. Лошо е кога човек работи и дава резултати, а не е награден, да речем. Како пречења тама работа, замисли никој да не те погледнува на улица. Ја не можам да одам, јас рецимо дневно правам по 50 селфија. Автограми, ја да по 1 евро да земам од автограмите, селфи, до сега ќе направам 5 згради. Ама тоа ми е одлично, ми е драго, не ме вика никој ни по име, не ме вика никој го цели, ме вика глумец, како си или легендо. И така да јас кој одам по улици, на секој чекор ме застануваат луѓе, така да не ми е драго, значи тоа е се резултат на мојата успешна работа. Баш некој на едно интервју ме праша дали, ја реков така, Квазимодо, створарот на Богородична црква, ете тој беше, па нема нешто специјално улоги некој. Не сум размислувал, обично мислам сум добивал улоги спрема мене, спрема мојот карактер, така натаму. И сум ги правил најуспешни што сум можел и тоа е доказ за сите признанија што ги има и доказ од тоа што имам верна публика и тоа малтене цела Македонија
Нема човек што не ме знае. Од дете, 5 години, 6 свика до човек пред завршно учење. Јас сум многу разочаран од младите актери. Они ми е доволно што се актери. Мене ми е криво, има професија благородна и убава. И не се трудат да направат нешто повеќе. Ми е криво кога еден актер улазот кај што живее или спратот кај што живее не знае дека е актер. И он ужива тоа дека е актер. А на сцена ништо не прави. И тоа што го прави половишто го прави. И игра форма, не игра суштина, игра на покажување, не на докажување, не се дава целиот. И сака да успее. Не можеш да успееш. Јас да е дека актерството бара талент, ама актерството е и занат. И џабе да имаш талент ако не го усовршуваш. Значи се и актерството е занат, како сите други занаети. Треба да го усовршиш, треба да се консултира со колеги, треба да разговараш што тие што знаеш, што се постари. Нема, сите ќе заврши представата, ќе се разотидат, ние понарод станувавме буфе, правевме муабети, до са па како не, па си помагаат едни меѓу други, си ги правевме улогите заеднички. Кој е тогаш вашата порака? Да се дружат повеќе меѓу себе, повеќе да работат на улогите и да се дадат целосно, а не изигра улогата и оди си дома или оди у кафичи или ваму таму. Јас после представа пола сад сум останувал во гримјура да се вратам на себе си, што бев излезен од самиот себе играјќи улогата. Јас кога играв улогата, уствари бев јас. Тој лик што играв јас бев, тоа беше мој, ако туѓи текстови ама ја го правев како да од мене би избегува. Не, они играат форма. Тоа е неверојатно. Мислам дека тука проблем имаат они со наставниот кадар, затоа што ги учат младите глумци, ги учат луѓе кои не се добри. Ја ќе кажам, искрено не се добри и нормално кога е лош професорот, автоматски излегуваат и лоши изглачаат баласти, се тоа бижутерија, мислам. Не би сакал да коментирам повеќе, ама тоа што ми лееше на срце го кажа, па што сака нека мисли дека може да ме мрази, ама тоа е така. Носи многу представи, носи многу настани театарски што ќе се случуваат во Прилеп. Еве конечно да почне фестивалот, да ги отвориме ширум вратите за публиката, за гледачите да дојдат да видат како е, да ги пречекаме гостите на фестивалот, односно сите наши почитувани театарски уметници. 9 представи во официјална конкуренција, кои што се од неколку театри од Македонија, кои што раскажуваат една многу интересна приказна како силен актер може да се однесува на сцена, колку строг режисерски ракопис може да се препознае. Исто така сакам да ја поздравам новата програма Драмолетање, благодарение на мојата иницијатива да се фокусираме на македонската драма. Конечно ова година во селекција имаме неколку драми кои што се од македонски автори и имаме програмата Драмолетање каде што ќе комуницираат авторите заедно со продуцентите и режисерите. Имаме детска зона, моето најсакано место за време на фестивалот, тоа е од 10 часот наутро до 12 кај градскиот сад. Имаме многу разговори, го имаме Прилеп во фокус, односно музеот во движење, за мене најубавата активност на овој фестивал. Во недела навечер во 21 часот пред градскиот сад ќе почнеме да го мапираме Прилеп како градот во фокус. Наша работа како Министерство за култура и сега и поново и за туризам е целта да помагаме на сите институции од културата. Како што знаете, Министерството поддржува 72 национални установи, 46 локални установи и со програми и со плати. Така да обемна е работата на Министерството, во соработка сме со тесна соработка со сите директори. Важно е, освен кадровски, многу е важно
и инфраструктурно да се обезбедат градовите, таму каде што има професионален театар, а Прилеп има професионален театар, Прилеп има и фестивал. И многу е важно да се инвестира и овде. Така да, она што го зборуваме сега во последниве неколку денови со директорката на Центарот за култура е проблемите кои што ги имавме и во театарот, како што знаете, вие сте и подобро запознаени во моментот кога го затворивме од практични причини и од безбедносни, и сега работиме на отварање и на театарот и на Центарот за култура. Центарот за култура ги исполни условите кои што се бараат, но тоа не е доволно. Значи ќе треба уште многу да се работи за да се обезбедат сите услови за луѓето кои што работат внатре да ги имаат основните услови за работа. Тоа е нашиот најзначаен фестивал и мислам дека секогаш ја добивал доволната, пак ќе кажам, доволната поддршка за да се одржува, но мислам дека овој фестивал треба да се врати на патеките така како што бил пред 20 на години. Не е само обичен фестивал, на времето фестивалот Војдан Чернодрински беше и празник за сите актери. Колку што се сеќавам, и јас од 18 годишна возраст сум доаѓал овде, сите бевме сместени по додека трае фестивалот во Липа. Една недела се дружевме со колегите, другите театри беа сите театри во Македонија беа буквално затворени во тој период и беа преселени овдека во Прилеп и Прилеп живееше во духот на театарот. Мислам дека тоа треба да му го врати. Па видете, тоа враќање значи дека освен поддршката од Министерството, ќе треба и одговорните лица и директорите да се погрижат за и општествено одговорните компании да помогнат малку повеќе, а тоа значи триплирање на буџетот за да може да се врати тоа што било пред 20 години.